Што ќе купиме, на пример во продавница, не одлучуваме свесно, туку подсвесно. Под влијание на илјадници реклами, постери, налепници, слогани, купувањето не е секогаш рационална, туку импулсивна одлука. Ова се начела на невромаркетингот, кој се занимава со подсвесните реакции на купувачот, поттикнати од одредена маркетинг порака. Невромаркетинг е иновативно поле на маркетингот, кој што користи напредна биометриска технологија и вештачка интелигенција, за да дојде до наоди поврзани со несвесното донесување на одлуки, поврзани со куповните навики на потрошувачите. Во оваа лабораторија се врши невролошко истражување на реакциите на купувачите за потребите на која било компанија. Во случајов, на пазарот треба да се лансира нов производ – пиперки со урда. Истражувањето се врши на одреден број испитаници, а ова е еден од нив. Прво, на главата му се поставува специјална капа на која се приклучуваат електроди. Тие ги мерат електричните импулси на мозокот предизвикани од емотивни реакции. Следува поставување опрема на едната дланка. Сензори се поставуваат на зглобот и на прстите. Тие со помош на електроспроводливоста на кожата го мерат интензитетот на емоциите кај испитаникот. Со помош на оваа алатка, ние дознаваме дали некој, еве да речеме, некоја реклама или пакување, дали му се допаѓа на купувачот или не му се допаѓа. Погледот пак го следи уред што се нарекува Eye Tracker, поставен на мониторот од компјутерот. Дознаваме каде гледа испитаникот, дознаваме каде прво погледнува, каде последно, колку време се задржува на одредена содржина. Кога опремата е поставена, на мониторот на испитаникот му се прикажува соодветниот материјал. Во нашиот пример, тегли со пиперки со различна етикета, фотографии, видеоматеријал со музика. Опремата веќе добива сигнали за емоциите што се предизвикани кај испитаникот. На оваа лента, меѓу другото, се бележат чувствата на лутина и на радост. Точката што се движи во различни правци на екранот е погледот на испитаникот. Софтверот потоа прави така наречена топлотна мапа, на која се гледа што најмногу го привлекува окото. Ние користиме софтвер кој што е способен да ги интегрира тие податоци и да ги визуализира на начин кој што ние можеме да ги прочитаме и да ги пренесеме на клиентите. Тие резултати понатаму ние како аналитичари на трговските пазари ги разработуваме и со комбинација со други наоди доаѓаме до една маркетинг стратегија која што е презентирана пред клиентот. За да се дојде до конечните резултати, се комбинираат истражувања направени на репрезентативна бројка испитаници. Со конкретното истражување, Јасна Стојмировска Величков, која се образувала во Велика Британија, Данска и Холандија пред да основа оваа лабораторија, сака да избере соодветно пакување за новата линија производи на семејниот бизнис. Со поддршка од програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ на швајцарската амбасада, создаваат бренд кој се извезува, а првпат ќе биде пласиран и на домашниот пазар. За тоа да биде успешно, покрај лабораториското истражување се излегува и на терен, во супермаркет. Треба да се истражи на која полица и на која локација во маркетите е најдобро да биде нареден производот, за да биде повоочлив и попродаван. На испитаникот повторно ќе му се следат чувствата и погледот. Покрај електродите за мозочната активност, овој пат се користат и специјални очила за следење на секое движење на зеницата во окото. Можеме да му поставиме задача да оди до одредена категорија, да разгледа одредена категорија или да избере производ, да покаже некоја интерактивност со тој производ, а исто така може да биде и наблюдување на цена или да му се постави прашање конкретно да се избере одреден производ од одредена категорија. Сега испитаникот е на потек. Тргна меѓу рафтовите. Погледот навидум хаотично шета од производ на производ, но сето тоа се информации со кои се храни софтверот на лаптопот со кој е поврзана опремата. Потоа ние дознаваме колку време му е потребно на купувачот да го избере тој производ, колку време му е потребно да го најде, доколку на почетокот имало некои промотивни пораки, дали ги има купувачот забележано и дали истите имат влијание врз неговата одлука да го купи производот, значи го следиме и тоа. Резултатите ќе се анализираат и ќе се одлучи каде ќе го наредат производот. Ако е веќе нареден, дали треба да се постави на друго место во маркетот. Невромаркетиншко истражување може да се направи и онлайн.
Весна Кузмановиќ е еден од креаторите на таква онлайн платформа, која функционира на принципот направи сам. Платформата преку веб камерата на компјутерот ги следи експресиите на лицето и погледот на испитаникот. На тој начин софтверот проценува дали тоа што го гледа му се допаѓа или не. Сите алгоритми и метрики кои што ги развивме ги правиме достапни на буквално на секој кој што ќе сака да стане или претплатник на оваа платформа. Компанија што сака да направи вакво истражување се регистрира на платформата, избира број на испитаници што ја одредува цената на услугата, а избира и што ќе се истражува. Еден модул значи, например, дали само eye tracking сакате, дали сакате и препознавање на емоции. Потоа развиваме ние во моментов тестирање на virtual shopping, потоа IAT, тест на или мерење на време на реакција и така натаму. Внесувате наслов на истражувањето и стимул, фотографија, постер, видео или аудио материјал, интернет страница и слично. Вака комплетираната истражувачка задача како линк им се испраќа на испитаниците. Точките на очите го следат движењето на зениците, а точките на лицето експресиите, а со тоа емоциите. Ке видиме ние со одреден број на кликови кој е тој момент во кој што почнува да се јавуваат негативни емоции кај испитаниците. Значи дали е тоа почетоци на нервоза, дали е некакво нели она као дисгаст се јавува, односно нетрпение и така натаму. И сега кога ги скомбинираме сите тие метрики, се добива практично колку сајтот е ефективен и пред се колку е user friendly. Кузмановиќ вели дека предноста е што платформата може да ја користи целиот свет, а испитаниците може да бидат од која било земја. Во исто време да тие стимулуси да бидат изложени и на испитаник од Македонија, и на испитаник од, не знам, Русија, испитаник од Бразил, од Америка и така натаму. И процесот на собирање на податоци може практично да трае за 24 сата да се соберат, не знам, испитаници или големина некој на пример околу 10.000 испитаника. Таму е нашата сила. Кузмановиќ, која дипломирала во Англија и докторирала во Србија, започнува да ја развива Импала во 2017 година, во соработка со Македонската академија на науките и уметностите. На развојот на оваа платформа работи и Тамара Димитрова, која истражува информатички технологии. Според неа, невромаркетингот не е наменет само за комерцијални компании при развој на производи и услуги, туку и за многу други организации. На крај на ден, секоја институција во оваа држава може да го користи ова нешто како алатка, затоа што ако сметаат да работат на некаква политика која што ќе донесе конкретни мерки, треба да знаат дали тоа им е битно или не им е битно на луѓето, што мислат луѓето за тоа или зависи каков е процесот кој што го замислуваат. Развојот на невромаркетингот во земјава е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. Со 460.000 евра се финансирани вкупно 7 компании кои работат во сферата на невромаркетингот и вештачката интелигенција. Мораме да сватиме дека ако сакаме да бидеме компетитивни на глобалниот пазар, мораме да почнеме да имплементираме глобални трендови. Во моментов преку портфолиото на предизвици работиме и на предизвик специфичен за вештачка интелигенција, така да континуирано ќе продолжиме да инвестираме во нови технологии, во нови концепти, бидејќи ако сакаме да бидеме компетитивни, особено сега во новата пост-ковид економија, мораме да ги внесеме овие концепти во нашата работа. Има многу успешни примери на употреба на невромаркетингот во светот. Американска интернет страница за вдомување домашни миленици, благодарение на невромаркетиншка анализа, ја зголемила посетеноста на страницата, а со тоа и бројот на потенцијални посвојувачи на миленици за 133%. Со следење на мозочната активност и на погледот кај испитаниците додека гледале рекламно видео за страницата, се утврдило дека кога во ист кадар се кучето, контактот од компанијата и незиното лого, елементите се борат за вниманието на публиката, при што контактот останува речиси незабележан. Затоа предложиле реорганизирање. Контактот и логото да се појават на екранот без звездата на видеото, кучето. Немајќи што да му го одвлекува вниманието, гледачот го запаметува испишаниот текст. Потенцијалот на ова нешто како решение
е голем. Значи, колку ние ќе го искористиме тој потенцијал, како и во сите други научни дисциплини, така и тука, значи, останува да видиме.